затоа што затоплувањето кај нас е или на дрва, или на пелети, или е на струја. Претежно е на струја затоа што владата нели цело време потенцираше, преходните влади потенцира и инсистираат да се купуваат клима уреди, сега сите ги купија клима уредите, меѓутоа влегуваат сега во втората, во третата категорија. Јас дома имам две мали деца од по 2,5 години, јас не можам да не исклучам, мора да е секаде топло. Така, значи децата треба да се капат, децата треба да играат, децата треба да шетат, не може да се затвориме ние како во 18 век во една просторија и да живееме сите тука, значи треба некаква можност за слобода, така? Сега, што би се направило во тој смисол? Мора една мала дигресија околу сева. Сега вие зборите од една страна, но владени функционери збореа и ни дава многу совети за економијата околу овој дел, што спомнавте вие дека климата треба да би пуштена цело време, они ни не баре да дуваме на свеќи не тера до пред некој месец. Ако тие во нивните домови е така, тогаш и ние ќе може да работиме така, ама мислам еве вие сте новинари, отидете неколку дена кај нив да видите како тие живеат, па ние би го копирале животот на нашите политичари, нема никаков проблем, јас сум за да прифатиме, иако мислам дека реалноста е многу поинаква. Тоа е. Ве прекинав. Нема проблем. Сакав да кажам, имам план, доколку станам градоначалник, да се направи физибилити студија и веднаш да се отпочне со реставрација на сите стари згради и нивните фасади.